Вечно те ја сакам, горка ја твоја, скопи кажи ми. По повод Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, кој се одбележува на 21 март, град Скопје организираше активности со символична порака за инклузија, еднаквост и поддршка на различностите. Во рамки на настанот во Скопската зоолошка градина, заедно со Сдруженијата Видлива поддршка и Трисомија 21, беа засадени дрвца како символ на животот, растот и надежда. Од градот порачаа дека ваквите активности представуваат потсетник за важноста дека секое дете има право да биде прифатено, сакано и поддржано во општеството. Оттаму нагласија дека грижата за еднакви можности и почитување на различностите се вредности кои придонесуваат за градење похумано и поинклузивно општество. Инклузивноста, како што беше посочено, значи и обезбедување еднаков пристап и поддршка во училиштата, институциите и секојдневниот живот, без предрасуди и со отворен пристап кон сите граѓани. Од град Скопје порачаа дека ќе продолжат со активности и политики кои унапредуваат инклузијата, со цел создавање град во кој секој има свое место, секој глас се слуша и секој има можност да ги оствари своите потенцијали. Општина Ѓорче Петров продолжува со конкретни активности за унапредување на инклузивното образование и обезбедување еднакви услови за сите ученици. Градоначалникот Александар Стојковски информираше дека општината обезбедила соодветни просторни технички услови за одвивање на наставата на основното училиште со ресурсен центар доктор Златан Сремец, кој функционира во рамки на општинското основно училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Според Стојковски, оваа иницијатива представува значаен чекор кон создавање инклузивна средина, во која секое дете има пристап до квалитетно образование и потребната поддршка за својот развој. Тој нагласи дека станува збор за повеќе од институционална соработка, туку за јасна определба на општината да гради заедница во која никој не е изоставен. Дополнително посочи дека со меморандумот за соработка склучен во 2024 година, со доктор Златан Сремец е воспоставено партнерство кое овозможува континуирана и системска поддршка во работата на учениците со попреченост. Ова партнерство, како што истакна, придонесува за подобрување на образовниот процес и за поголема инклузија во училиштата. Од општина Ѓорче Петров најавуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со инвестиции во инклузија, хуманост и квалитетно образование, со цел да се обезбедат еднакви можности за развој на сите деца и да се изгради посилна и поинклузивна заедница. Општина Карпош од 23 март оваа година започнува со спроведување на акција за субвенционирање при купување нови велосипеди, со цел поттикнување на користењето алтернативен и еколошки транспорт. Со мерката се предвидува покривање на 30% од цената за купување на нов велосипед, трицикл или карго велосипед, при што максималниот износ на субвенцијата изнесува до 5000 денари по лице. Право на користење на субвенцијата ќе има секој полнолетен жител на општина Карпош кој ќе изврши купување на нов велосипед по денот на објавување на јавниот повик. Од општината информираат дека мерката има за цел да го поттикне користењето на велосипеди како одржливо превозно средство, да придонесе за намалување на сообраќајниот метеж и загадувањето, како и да ги мотивира граѓаните за поздрав начин на живот. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека општинските служби интервенирале и стопирале изградба на бесправен објект во населеното место Буринарец. Според информациите, градежната инспекција извршила контрола на терен, при што било утврдено дека станува збор за дивоградба, пошто веднаш било донесено решение за запирање на градежните активности. Воедно на собствениците им е наложено во рок од 7 дена сами да го отстранат објектот. Од општината посочуваат дека доколку собствениците не постапат по решението во предвидениот рок, ќе следи присилно уривање на објектот од страна на општинските служби. Паралелно со тоа најавено е дека ќе биде поднесена и соодветна кривична пријава против одговорните лица. Градоначалникот Костовски упати јасен апел до граѓаните да ги почитуваат законските процедури, да не започнуваат градби без соодветно одобрение. Тој
Тој нагласи дека општина Бутел останува доследна во борбата против бесправното градење и дека нема да има толеранција за прекршување на законите. Од локалната самоуправа потенцира дека ваквите акции имаат за цел да се воспостави ред во урбаното планирање и да се обезбеди безбедна и уредена животна средина за сите граѓани. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски информираше дека општинските служби спроведуваат активности за расчистување на повеќе локации во општината со фокус на населбата Даме Груев и делот познат како Последна петка во Дексион. Како што посочи градоначалникот, на терен се ангажирани градежни машини кои работат на отстранување на дивите депонии и уредување на просторот, со цел создавање почиста и поуредена животна средина за граѓаните. Стојковски нагласува дека не станува збор за еднократна акција, туку за континуиран процес и системски пристап кон одржување на хигиената во општината. Според него, ваквите активности се дел од поширока стратегија за подобрување на условите за живот и подигнување на јавната свест за значењето на чистата околина. Таму каде што имаше депонии, создаваме чиста и достоинствена животна средина, истакна градоначалникот, додавајќи дека нема запоставени места и дека општинските служби работат секојдневно на терен. Од општината потенцира дека ваквите акции ќе продолжат и во наредниот период, со цел целосно отстранување на дивите депонии и одржување на чистотата во сите населени места. Јавното предпријатие Лајка од Скопје упати повик до граѓаните да се вклучат како привремени згрижувачи на улични кучиња, со цел подобрување на нивниот третман и зголемување на шансите за трајно вдомување. Од предпријатието појаснува дека привременото згрижување подразбира краткорочна грижа за кучеот, прифатилиштето во домашни услови, се до негово вдомување. Овој модел овозможува кучињата да се социјализираат, да воспостават рутина и повторно да стекнат доверба во луѓето, што значително придонесува за нивно успешно вдомување. Како поддршка за згрижувачите, Лајка обезбедува храна за целото време траење на престојот на кучето, како и комплетна ветеринарна грижа, стручна поддршка, насоки за грижа и промоција на животното со цел негово вдомување. Граѓаните кои се заинтересирани за ваков ангажман можат да се пријават преку електронската адреса info@laika.com.mk или преку официјалните профили на јавното предпријатие Лајка на социјалните мрежи. Од предпријатието посочуваат дека оваа иницијатива е дел од напорите за хумен пристап кон бездомните животни во услови кога во Скопје се уште има значителен број улични кучиња. Дел од нив повремено представуваат и безбедносен ризик за граѓаните. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно